Во програма за партиципација при користење на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата, предвидени се сите прегледи за време на бременоста, породувањето и здравствената заштита на доенчињата да бидат бесплатни за граѓаните. Меѓутоа, податоците од нашето истражување покажа дека над 80% од жените ромки плаќаат за прегледите, и тоа најмногу за ехо преглед за време на бременоста, и тоа пред секај матичните гинеколози. Истата програма за партиципација обезбедува бесплатни ортопедски прегледи за доенчињата, а нашето истражување покажа дека само 55% од испитаничките ги направи овие прегледи и од нив околу 6% платиле, иако им следува бесплатно. Како причина за ова наведуваат дека нема доволно термини на мој термин. Токму ова истражување ни покажа и дека освен што недостига искористеноста на превентивните мерки, недостига информираноста кај ромките и маргинализираните заедници. Дури 92% од испитаничките одговорија дека воопшто не знаат за овие превентивни мерки и начинот за нивно искористување. Истражувањето се спроведе на територија на Шуто, Оризари, Куманово и Штип во 2023 година. Целосното истражување е достапно на веб линкот на Сдружение Иницијатива. Токму од тука, Шуто, Оризари, општина каде што живее најголем број од ромската заедница, укажуваме на долгогодишен проблем со немање на матични општи лекари, кои треба да бидат директни имплементатори на овие превентивни мерки предвидени од Министерство за здравство. Освен матичните лекари, недостигаат и педиатри, а воедно и здравствен медицински кадар, кој треба да превенира и лекува 25.726 жители согласно последниот попис во 2021 година. Бараме од Министерство за здравство и Фонд за здравствено осигурување веднаш да даде приоритет за изнаоѓање на решенија на овие проблеми, со кои се соочуваат жените, и да осигурат соодветно спроведување на превентивните мерки, воедно да го зголеми буџетот и превентивните мерки со цел да се заштити здравјето на време токму кај најранливите групи, односно жените за време на бременост и доенчињата. Посебен фокус треба да се даде на соодветно информирање и искористување на мерките од страна на ранливите и маргинализираните категории на граѓани. Бараме од Министерство за здравство да овозможи еднаков пристап до здравствени услуги, да овозможи правилно распоредување на здравствените услуги, како што се општи лекари, педиатари, лаборатории, дежурни служби во и здравствен дом Шуто, Оризари. Веднаш и наитно да се воспостави управителска и менаџерска администрација во здравствен дом Шуто, Оризари со цел успешно функционирање на институции и пристап до здравствени услуги. Во пресред на локалните избори 2025 година, преку символиката на изборен ден за здравје, креативниот активизам има за цел да потсети дека секој граѓанин има право на глас, не само во изборен процес, туку и во борба на еднаков пристап до квалитетна здравствена заштита. Воедно, денес, во екот на изборната кампања, ги повикуваме кандидатите за градоначалници да се заложат за горенаведените барања, а исто така да овозможат и дополнителни акциски планови наменети за здравство со посебен фокус на здравјето на жените во Шуто, Оризари. Креативниот активизам "Граѓаните избираат здравје за сите" произлегува од проектот Унапредување на здравствени права на жените и девојките и ранливите групи, кој е поддржан од владата на Швајцарија преку Civica Mobilitas. Преку овој грант се анализираат следниве превентивни програми од Министерство за здравство: програма за партиципација, програма за малигни заболувања, програма за активна здравствена заштита на мајки и деца и програма за ХИВ.